Поимот правна држава одамна не го гледаме во Македонија. Овој не е првиот случај. Верувам и сакам да биде последен случај. Кога граѓаните бидат уценувани, кога на граѓаните им се скратува тоа што им е дадено од Господ. Слободата почнува од домот на секој граѓанин на Република Македонија. Почнува од дворот на секој граѓанин на Македонија. Дворовите и нашите куќи се свети на сите граѓани без разлика на етничката припадност. И државата не смее тук така да ти влезе во дворот. Ние ќе знаеме да ги браниме нашите дворови. Бидејќи тука почнува слободата на секој човек. На секој граѓанин, без разлика на етничката припадност што ја има. Велите дека МВР не реагира. Дали мислите дека една од причините е политичката? Да, веќе е јасно дека кога веќе државите, кога веќе институциите или одредени сегменти на институциите имат некоја цел, нели? И ова не смее да го направат легално, бидејќи ви реков, постои нека процедура за да го се направи таа, а кога имаш граѓани кои ништо не работат противзаконски, тоа го прават преку конструкции и преку вакви хулигани. Ама хулиганите не можат до бескај да бидат хулигани, без да бидат казнувани од институциите. Според тоа, ево, веќе имаме нова формирана и коалиција, па и состав на парламент. Првиот закон што треба да се промени од ова собрание сега, треба да се промени законот за носење оружје, да им се дозволи на сите граѓани легално да носат оружје дома. Не сметате дека ќе бидат исклучително негативни последиците? За тоа треба да водат сметка институциите, кои не ги покажат местото на овие злосторници, каде што треба да го имат место.